Двајца новозаболени со ХИВ-СИДА е билансот од оваа календарска година според статистиките на Центарот за јавно здравје, каде се вршат бесплатни анонимни тестови за проверка на статусот. Оттаму во пресрет на Светскиот ден за борба против ова заболување, чие мото годинава е мисли позитивно преиспитај се за ХИВ, велат дека досега се тестирале околу 55 граѓани. СИДАТа е неизлечива болест, но во споредба со минатото. Денеска заболените може да се обезбедат квалитетен живот согласно новините кои медицината ги воведува кога станува збор за овој вирус. Има. Значи, подобрување на состојбата има, сигурно заради тоа што многу порано се детектират. Значи, посвесни се луѓето за можноста да се заразени со ХИВ и порано се детектират. Ретровирусната терапија е доста ефикасна и болните кои што се носители на вирусот, денес можеме да речеме дека живеат исто колку што целото нормалното граѓанство, ако велевме порано дека би живееле 10, 15 до 20 години, денес можеме слободно да речеме дека тие би живееле, ако се на време откриени, редовно се лекува со антиретровирусна терапија и живеат здрав живот, значи можат да живеат најнормално. Не се ограничува движењето на заболените, се препорачува физички да бидат поактивни, да ја подобрат оксигенацијата на организмот, со што ќе го заздрават имунитетот. Велиме дека со бакнеж и со орален секс не се пренесува, но можеме да речеме не би се пренесувало, али 100% не можеме тоа да го тврдиме. Значи четкица за заби, жилети, тие се начини на кои мала е можноста и сепак, значи кога ќе речеме сепак, значи постои можност да се одреден ризик да се пренесе инфекцијата и тоа треба луѓето да бидат информирани, да бидат запознаени. Генерално, од ХИВ-СИДА се мисли дека почесто заболуваат мажите во однос на жените. Во пораст е бројот на заболени со ХИВ-СИДА кои се над 50 годишна возраст. Значи, таа популација, кај нив се зголемува бројот. Исто така можам да кажам дека околу 24 до 25% од луѓето кои што пробале да се пробат да видат да се тестират, биле ХИВ позитивни. Значи во светото се истражувања во Англија. 1 декември главно се насочува кон едукација, информирање и испитување на младите за степенот на знаење за ова заболување, посебно на младите уште во раните оделенија, преку ликовен конкурс на тема ХИВ-СИДА. Според познавачите на приликите, младите уште во трето оделение знаат за оваа болест.